Посебна чест денеска заедно со заменик министерот за здравство и директорот на Општа болница Прилеп да промовираме неколку нови апарати кои што се од Министерството за здравство. Се работи за артроскоп, значи апарат со кој што досега во Прилеп се оперирало само колено, сега ќе биде и рамо и скочен зглоб. Тоа го работи директорот со неговата екипа во ортопедија. Исто така, уште еден нов апарат се работи за лапароскоп, за урологија, меѓутоа и за ендоурологија, која што се користело како метод во Прилеп, меѓутоа сега апаратот е многу подобар, многу поквалитетен и се надевам дека ќе се користи, бидејќи докторите бројките што ми ги кажуваат овде и директорот, навистина хирургијата, па и урологијата и ортопедијата, бидејќи сите се хируршки гранки, навистина бројките се фасцинантни, колку успеваат неколку хирурзи кои што работат, во прсти се бројат тие што се активни, успеваат да направат толкав број на операции што е многу повисоко од колку ако ако се направи споредба со другите болници кои што се слична Прилепската болница. Исто така, посебно задоволство што денеска го запознав и докторот кој што доаѓа од Германија, се враќа повторно во Прилеп, за кого јас подпишав пред 2-3 дена, а се надевам дека и министерката за финансии ќе подпише, значи колега, абдоминален, дигестивен хирург, кој што повеќе години работел во Германија и сега се враќа во својот роден крај за да работи заедно со хирурзите во Прилеп и ова е за поздравување. Веќе имаме најави уште неколку доктори кои што се заинтересирани, се работи за еден ендокринолог од Охрид, кој што сака да се вработи, да се врати повторно во Охрид. Имаше, ако не се лажам, и ортопед кој што сака да се врати од Германија. И инфектолог во Битола кој што сака да се врати. Ова се навистина символични бројки, 4 доктори, меѓутоа многу значајни, многу битни за нас, како да некако се враќа надежта, како некако докторите сакаат од странство да се вратат повторно и да допринесат во нивните градови. Јас толку имам, ако имате прашања, поведете. Секако, договорите, статусот на договорците, значи еве дел се и надвор, очекуваат да се видат. Ќе се видам секако, да. Најмногу би овде во Прилепска и во Битолска болница, над 100 се чинам, тие се интересираат каква ќе биде нивната судбина, ќе бидат ли продолжени договорите со оглед на тоа што еве во Битола дел се заменуваат со нови неискусни, а не добили и надоме за јануар, чинам, иако немале договор, сепак биле ангажирани, но немаат добиено пари. Значи, не е само во Прилеп, над 100 договорци се и Битола, и Тетово, и во клинички центар се неколку стотини, кои што очекуваат, нели, од кај нас се е поминато од Министерството за здравство, во финансии малце се досни, поради што и тие имаат од сите институции, кај што има договорци, натрпано полно за да поминат, а мора да ги поминат тие филтри. И набргу ќе добие и од финансии, од здравството е подпишано од понеделник, се надевам дека и од финансии ќе се подпише што поскоро. Видете, ако овие договорци не работат сега, и во клинички центар се случува, на неколку клиники, болничари и сестри, ако речат, еве, без плата 10 дена не работиме ние, тогаш ќе имаме проблем во функционирањето на здравствениот систем. Така да ја гарантирам дека не дека ќе им се продолжат договорите, туку овие ќе земаат и решенија. Ние веќе тоа го најавивме, а на 30 декември го поминавме и во влада, и здравство, и финансии. Меѓутоа, по новите систематизации поради приватните специјализанти, кои што се 300 во првата половина на оваа година и уште 300 во втората половина на 2025-та, ни требаше нови систематизации и директорите нормално сега ќе отвараат конкурс и договорците ќе ги примаат, меѓутоа не мора 100% од тие што биле на договор. Може би и најверојатно и ја имам информации дека некои од тие договорци не се компетентни, не работат како што треба. Така да директорот има ексклузивно право
10%, 20% или неколку од нив или сите да ги задржи. Меѓутоа, директорот со својата екипа кои што работат во различни одели, таму кај што работат договорците, треба да одлучи по конкурсот кој што ќе се објави, кој ќе ги прими на работа. До тогаш како ќе работат? До тогаш како ќе се работи во болниците? До тога, не е до тогаш, се работи за денови, не се работи за месеци. Значи се работи за денови, ја се надевам дека идната недела овој грч ќе биде решен. Значи до тогаш неколку дена, меѓутоа платата повторно ќе им биде исплатена за сите денови што работеле. На ниво на држава колку има вака? Значи 1180 се тоа што го најавивме како здравство, што го поминавме и во влада, што го поминавме и во финансии, ги предвидовме и во финансии и во здравство, и 600 специјализати. Меѓутоа нема да заврши само со ова. Се надевам до крај на година, ако дадеме, сега зборувавме со директорот, ни треба нови специјализации во Прилеп. Он мора да прими доктори за да ги испрати во државни специјализации. Он нема општи доктори кои што може да ги испрати, бидејќи за да се испратат на државна специјализација треба да имаат решение за работа. Он има 15 доктори вработени, директорот тука, кои што се со договор на дело. Ние не можеме тие доктори да им дадеме државна специјализација. Прво треба да им даде решение и после да ги испрати на специјализација. А по планот негов треба да прими околу 30, да испрати, односно 30 доктори за специјализација. Господине министре, кој е конечниот извештај на вашата комисија за стручниот надзор за работењето на болницата по поглед на дебињата? Значи, за среќа нема стручна грешка, стручните комисии, тоа се констатации од двете, да имаше веднаш ќе бевте известени, ќе кажевме дека имала некаква грешка и веднаш ќе се превзема одредени чекори за да има дисциплински мерки према медицинскиот персонал кој што сгрешил. Меѓутоа, и ДСЗИ и стручната комисија која што беше од Министерството за здравство констатира дека нема лекарски пропуст. Министер, со оглед на тоа велите првите два добри апарати ги донесовте. Колку спрема потребите на болницата ќе инвестирате како Министерство за здравство во оваа година во нашата болница и дали се планира нешто реконструкција со оглед на тоа дека и во тој дел има проблеми? Секако дека да, нашиот фокус е регионализација. Ако од регионалните болници поголеми се, ние ги спомнуваме често Штип, Тетово и Битола и 8 септември, меѓутоа дефинитивно и Прилеп по бројките што ги слушам, може би нема да биде регионален центар, меѓутоа релевантен центар здравствен, јавно здравствена установа во која што треба да се инвестира. За оваа година конкретно, ја сакам да бидам искрен, не е планирано нешто за Штип освен апаратура. Меѓутоа инвестиции оваа година ќе одиме со Свети Еразмо, останато е уште 10%, тоа е во Охрид. Потоа ќе одиме со болницата во Струмица и таму е околу 15% да се заврши, да ги започнеме работите во Кичево и Штип и ќе видиме одредени реконструкции во Гостивар, во Тетово, во Велес и во други болници. Ќе видиме и со директорот што можеме и дали можеме уште нешто од апаратура, меѓутоа поголеми инвестиции во инфраструктурата на зградата на болницата оваа година се уште не е во план, доколку ни се овозможи, видите, ова зависи од финансии. Ние наследивме состојба каква што наследивме и да имаме магично стапче, пак е проблем, кај да одите, болниците не изгледаат баш убаво. Во Прилеп пријатно бев изненаден, од надвор не изгледа убаво, меѓутоа внатре состојбата е сосема комотна и пациентите што ги сретнав, навистина собите изгледаат пристојно за третман на пациент. Околу обвинувањето на опозицијата за неработењето на Петскиот центар. Јас колку што знам имаше дефект и може да се случи на се што на секаков апарат. Ја мислам дека веќе функционира тоа. Немам точна информација, не би сакал да излеземе лошо. Нема апарат кој што се користи не во здравството, секаде кој што нема шанси некогаш да се случи некаков дефект. И ако мислат дека ние намерно го правиме тоа, нема врска, се обидуваме што поскоро и имам информации дека веќе функционира, меѓутоа не е дефинитивна.
И околу смената на доктор Барбов има реакции зошто е променето од одделот каде што бил 20 на години? Видете, и тоа е мојата клиника, кај што работам ја веќе 17-18 години. Доктор Барбов е прекрасен доктор, кој што работеше во неколку оделенија, заедно, значи, сме работеле таму. Не бил секогаш во тоа оделение кај што беше доктор Барбов, па и јас сме работеле во различни оделенија. Така да ништо страшно, он беше директор на клиниката 4-5 години. Сега повторно ќе биде во еден одел која што е за невродегенеративни болести, едно од попристојните одели, кај што се третираат пациенти со Паркинсонова болест и деменција. До сега работеше повеќе невромускулни болести, не е нешто спектакуларно. И мене ми се случило, и сите ние ротираме повремено во повеќе одели. Значи не сме фиксирани само ќе работи за главоболки. Јас сум работел, например, го раководев одел за мигрени главоболки. Меѓутоа можам да третирам секакви невролошки пациенти. Така да и колегата Барбов, кој што многу го ценам, иако во било кој одел да работи, може да третира секакви пациенти. Нема забрана ако е оделот за паркинсонизам и не смее ништо друго да третира. Доктор Барбов може сите пациенти кои што се негови да ги прими, да ги третира, нема забрана дека овој тип на пациенти не можеш да го третираш, значи не е никаква дискриминација. Едноставно внатрешни реорганизации кои што се нормални во секоја клиника. И се извинувам ако дозволите уште едно прашање. Состојбата со санитетските возила во итната помош еве во Прилеп. Дали разговаравте со директорот и каква е состојбата? Не разговаравме генерално во државата последниот пат кога се купени санитарни возила, меѓутоа и возила за итна помош е пред 14 години. Тоа треба сериозно на ниво влада да збориме. Било каде да одиме, во сите болници веќе колите кои што се користат за брза помош, меѓутоа и за санитарна инспекција, се во лоша состојба. И да не се користеле 14 години, веќе се стари. Така да треба на ниво на влада да го решиме тоа, да разговараме, можеби да се направи поголем тендер за сите градови од владата да се набават коли за брза помош и после да се дистрибуираат по сите болници, па и инспекции санитарни.